Поглавје 3. Вашите активатори се водечи до вашата слобода. Кога веќе почнавте да го согледувате своето самосаботирачко однесување, можете да го употребите за да откриете подлабоки и поважни вистини за тоа кои сте како личности, што навистина сакате и што ви треба од животот. Ова е важен дел од процесот, бидејќи надминувањето на нашите самопоразувачки навики не значи само знаење што се тие или зошто ги одржуваме. Станува збори за подобро разбирање на нашите суштински потреби, што навистина сакаме и како може тоа да се искористи како стожерна точка, па да почнеме да градиме живот што е усогласен со тоа кои сме навистина ние и зошто сме тука. Нашите поттикнувачи не постојат само за да ни покажат каде сме ја складирале нерешената болка. Тие ни покажуваат нешто многу подлабоко. Секоја негативна емоција што ја доживуваме доаѓа со порака, која се уште не знаеме како да ја претолкуваме. Тоа е процесот кога еден активатор почнува да се претвора во хроничен проблем. Не можејќи да го почитуваме и користиме водството на емоцијата, ја затвараме, ја складираме во телото и се обидуваме да одбегнеме се што би можело повторно да ја активира. Ова се случува кога стануваме осетливи на светот околу нас, зашто во него се трупаат недобро потиснати чувства. На површина се чини дека проблемот е тој што го активира или предизвикува нашиот емоционален одговор. Меѓутоа не е така. Проблемот е дека не знаеме што да правиме со своето чувство и затоа ја немаме умешноста што ни е потребна за емоционална обработка. Кога можеме да утврдиме зошто нешто не активира, искуството можеме да го искористиме како катализатор за ослободување и позитивна промена во животот. Како да се толкуваат негативните емоции? Иако нечии поттикнувачи се единствени токму за таа личност, тие сепак помагаат подобро да се разбере функцијата на некои од чувствата што често ги осудуваме. Некои емоции што се најсилно поврзани со самосаботирачките однесувања, сушност се важни за нас за да ги разбереме подобро. Не станува збор за нивно едноставно пребродување, станува збор за слушање на тоа што се обидуваат да ни кажат за нашето искуство. Лутината е убава преобразувачка емоција. Погрешно е оценета поради нејзината страна скриена во потсвеста, каде што потиснуваме се што не сакаме да знаеме за себе, во случајов агресијата, и затоа се обидуваме да ја одолееме. Здраво е да се биде налутен. Гневот може да ни покаже важни аспекти на нашата личност и на она за што се грижиме. Например, лутината ни покажува докаде се нашите граници, а бесот ни помага да го согледаме она што го сметаме за неправедно. На крајот на краиштата, гневот се обидува да не мобилизира, да не поттикне на акција. Лутината е преобразувачка и често пати е врвот на состојбата што ја достигнуваме пред вистински да го промениме својот живот. Затоа што намената на лутината не е да се проектира на некој друг, повеќе е прилив на мотивација што ни помага да го промениме потребното нешто во својот живот. Кога не ја гледаме во таа нејзина улога, се стремиме да ја потиснеме, некогаш и не решавајќи го актуелниот проблем. Ова се случува кога лутината почнува да преминува во агресија, кога ја префрламе таа енергија на луѓето околу себе наместо да ја користиме како поттик да се промениме себе си. Наместо да се плашиме од гневот, можеме да го искористиме да ни помогне појасно да ги видиме своите граници и приоритети. Исто така, може да ни помогне да направиме големи, важни промени како за себе си, така и за светот околу нас. Тага. Тагата е нормален и правилен одговор кога ќе се изгуби нешто што многу го сакате. Ова емоција често е последица на некакво разочарување. Може да е предизвикано од раскинување на врската што сте ја имале, губење на работата или само од обична идеја за тоа каков би требало да ви биде животот. Тагата станува проблематична само тогаш кога не се дозволуваме да поминеме низ нејзините природни фази. Таа не се ослободува одеднаш. Всушност, често откриваме дека надоаѓа во бранови од кои некои не удираат кога не очекуваме. Никогаш не треба да се чувствуваме засрамени или да мислиме дека е погрешно да плачеме, да се чувствуваме депресивни или несреќни, или дека ни недостига тоа што го немаме. Фактички, плачењето во соодветни моменти е еден од најголемите знаци на ментална сила, додека на луѓе кои често се борат обично им е тешко да ги ослободат своите чувства и да бидат ранливи.
Вина. Повеќе вина чувствуваме за она што не сме го направиле отколку за она што сме го направиле. Во суштина, луѓето кои најмногу страдаат од вина се оние кои не сториле ништо страшно. Луѓето кои извршуваат лоши дела не се многу склони кон вина и каење. Фактот што се чувствувате непријатно зашто сте можеле некому да сторите нешто лошо сам по себе е добар знак. Меѓутоа вината бара од нас добро да се преиспитаме поради кои своји постапки се чувствуваме лошо и зошто сме направиле нешто што не било во наш интерес. Ако кон некого сме се однесувале неправедно, мора да покажеме способност да го признаеме тоа, да се извиниме и да го промениме таквото однесување. Но ако чувството на вина е воопштено и не е конкретно поврзано со некој настан, треба внимателно да погледнеме кој или што секогаш ни предизвикува чувство како да сме погрешиле или како да сме им непријатни на луѓето околу нас. Вината мошне често е емоција што ја носиме од детството и потоа ја проектираме на тековните околности кога чувствуваме како да сме им товар на блиските луѓе. Засраменост. Засраменост е она што го чувствуваме кога сме свесни дека не сме се однесувале соодветно, туку на начин со кој баш и не се гордееме. Другите луѓе никогаш не може да ни предизвикаат засраменост како што можеме самите. Кога навистина и целосно сте уверени дека го правите најдоброто што можете со задачата или со проблемот, не чувствувате сето време срам. Секако, луѓето можат да ви предизвикаат нерасположеност со нивните коментари или идеи, но дури нивните најлоши проценки можат да бидат неутрализирани кога се прифаќате себе си и кога се гордеете со тоа какви сте. Љубомора. Љубомората е прикриена емоција. Се искажува како лутина или осуда, иако всушност е тага или незадоволство од себе си. Доколку сакате да знаете што навистина сакате од животот, погледнете ги луѓето на кои сте љубоморни. Не, можеби не го сакате точно тоа што тие го имаат, но чувството што го доживувате е гнев дека си дозволиле да се стремат кон одредена цел, а вие не сте го сториле тоа. Кога својата љубомора ја користиме за да ги осудуваме постигнувањата на другите луѓе, до израз доаѓа нашата потсвесна мрачна страна. Кога ја користиме за да ни покаже што би сакале да постигнеме, почнуваме да го препознаваме само саботирачкото однесување и се подготвуваме да се посветиме на тоа што вистински го сакаме. За ова можете да размислувате на следниот начин. Кога ќе видиме дека некој има нешто за кое што навистина имаме желба, но ја потиснуваме волјата и ние да се стремиме кон истото, мораме да го осудиме за тоа за да го оправдаме сопствениот начин на недејствување. Наместо ова, можеме да видиме што би сакале ние да создадеме. Огорченост. Кога чувствуваме огорченост кон луѓето, најчестата причина е што не живееле според очекувањата што ние сме ги имале од нив. На некој начин, огорченоста е проектирано жалење поради нешто што не испаднало според нашите замисли. Наместо да се обиде да ни покаже што би требало ние да промениме, таа како да сака да ни покаже што би требало да променат другите луѓе. Меѓутоа, другите луѓе немаат обврска да живеат според нашите замисли за нив. Сушност, нашиот единствен проблем е што имаме нереални очекувања дека некој би требало да биде или да стори нешто така како што ние сме мислеле дека треба, или да не сака токму колку што сме замислувале дека е потребно. Кога сме соочени со огорченост, потребно е да ја преосмислиме нашата представа за луѓето или за оние за кои сме заклучиле дека ни сториле неправда. Другите луѓе не постојат за да не сакаат совршено. Тие постојат за да не учат на лекции што ќе ни покажат како ние нив да ги сакаме подобро, а и себе си. Кога ќе се ослободиме од представите за тоа какви би требало да бидат, можеме да видиме кои се и каква улога би требало да имаат во нашите животи. Наместо да се фокусираме на тоа како тие би требало да се променат, треба да се сосредоточиме на она што можеме да го научиме од нив. Каење. Слично како љубомората, чувството на каење е уште еден начин на кој не го покажуваме тоа што би сакале да сме го направиле во минатото, туку тоа што апсолутно треба да го создадеме во иднина. Факт е дека повеќето луѓе повеќе се каат за тоа што не го правеле, отколку за тоа што го направиле. Ова не се случува истовремено. Каењето, односно жалењето,
не е само обид да не натера да се чувствуваме непријатно и лошо што не сме ги исполниле собствените очекувања. Тоа се обидува да не мотивира да ги исполниме тие очекувања во времето што доаѓа. Се обидува да ни покаже што е апсолутен императив за промена во иднина и она што навистина ни е важно да го доживееме пред да умреме. Не сте патувале додека сте биле млади? Жалењето ви покажува дека тоа би требало да го остварите сега. Не сте изгледале толку убаво како што сте сакале? Кајањето ви покажува дека би требало да се трудите повеќе за својот изглед. Сте правеле избори што не го одразувале вашето најдобро јас? Жалењето ви покажува дека би требало сега да направите некои поразлични избори. Не сте сакале некоја личност додека сте ја имале? Кајањето ви покажува дека сега би требало повеќе да ги цените луѓето. Хроничен страв. Кога постојано се навраќаме на застрашувачки мисли, не значи дека пред себе имаме вистинска закана. Најчеста причина е дека нашите внатрешни системи за одговори не се доволно развиени или се потиснати од некаква траума. Кога во главата ни се моткаат застрашувачки мисли, не е толку важно од што се плашиме. Мисловниот процес не следи од проблем до проблем. Често пати, во нив има кодирана метафора. Например, може би се плашиме од комплетно губење на контролата или дека ќе се случи некоја надворешна сила што ќе го осуети нашиот напредок. Без оглед на тоа, хроничното размислување за страшни нешта често го враќа чувството на потреба да ги насочиме енергијата и вниманието кон потенцијалната закана за да можеме да се заштитиме од неа. Си мислиме дека доколку сме загрижени, анксиозни или лути во врска со тоа, стравот ќе остане внатре во нашата свест, па затоа и не може да не изненади. Дека можеме да задржиме одредена контрола над него, но стравот остварува контрола над нас токму преку чинот на задржување на страшните мисли во нашиот ум. Токму во тие моменти тој ни го попречува животот, бидејќи енергијата ни е канализирана кон нешто што е надвор од нашата контрола, за разлика од користењето на сето она што е под наша контрола, навиките, постапките и однесувањето кои би го насочиле напред нашиот живот. Во таа смисла, она од што се плашиме е проекција на тоа што веќе се случува. Единствениот вистински начин да се ослободиме од хроничниот страв е неговото надминување. Наместо да се обидуваме да се бориме, да му се протиставиме и да го одбегнеме тоа што не можеме да го контролираме, можеме едноставно да кренеме раменици и да кажеме: па и ако се случи, ќе се случи. Исто така, можеме да се насмевнеме и да кажеме: како и да е ќе биде добро. На тој начин, веднаш ја враќаме сета наша сила да го победиме. Огнот на стравот се одржува од ставот дека ако го прифатиме тоа што се плашиме, му се препуштаме на најлошиот можен исход. А всушност, кога ќе престанеме да се плашиме од она што не можеме да го контролираме и наместо тоа ќе сватиме дека ништо не може да ни го уништи животот повеќе отколку што самите си го уништуваме со својата обземеност со негативното, распливнато и ирационално размислување, ние сме целосно ослободени. Кога сме наполно свесни за ситуацијата ја прифаќаме, стравот ја напушта нашата свест и веќе не представува проблем. Во тој момент сваќаме дека никогаш и не бил проблем. Нашите внатрешни системи за водење шепотат додека не вреснат. Работите што во моментот најмногу ве вознемируваат не се некои надворешни сили што се обидуваат да ви измечуваат без некоја одредена причина. Тоа е вашиот сопствен ум, кој препознава што може да поправите, да промените и да трансформирате во животот. Доколку продолжите да не действувате, сирената само ќе станува погласна, а вие никогаш не ќе научите да ја слушате и веројатно умствено ќе се оградите од преземањето акција и потоа ќе станете жртва. Веќе ги имате одговорите. Знаете дека сте овде за да го направите тоа. Овде сте за да создадете се што ќе ве направи посреќни отколку што можете да замислите. Потребно е само доволно да го смирите својот ум, за да можете да го почувствувате сиот неограничен потенцијал што ве моли да го искористите. Едноставно, само саботажата не постои, затоа што однесувањата за кои мислите дека ве попречуваат се само средба со вашите потреби. Работата не е во обидот да ги тргнете настрана.
Треба да дознаете кои се, а потоа да изнајдете подобри и поздрави начини за да ги исполните. Иако живееме во време кога луѓето се склони да не советуваат дека треба да бидеме сосем самостојни, дека желбата или потребата од нечие присуство, добрување или друштво е знак за несамостојност, тоа не е точен приказ на она што значи да се биде човечко суштество и сериозно ја превидува реалноста на човечката природа и на односите со другите. Иако многу луѓе се зависни и премногу се потпираат на другите, со што добиваат чувство на сигурност и себе почитување, преголемото оддалечување во спротивната насока, верувањето дека не им треба никој или ништо и дека се можат да сторат сами, исто така не е здраво однесување. Тоа се две спротивни манифестации на истите рани што се искажуваат со недоверба и неспособност за поврзување. Вашата потреба да се чувствувате прифатени е совсем природна. Вашата потреба од присуството на други личности е совсем природна. Вашата потреба да се чувствувате сакани е совсем природна. Вашата потреба да се чувствувате сигурно е совсем природна. Првата причина поради која често почнуваме да ги занемаруваме своите суштински потреби е што сметаме дека фактот што ги имаме е знак на слабост. Зашто кога сме биле мали, речиси целосно сме морали да се подпираме на возрастните за да ги задоволиме своите важни потреби. Но на крајот, тоа не ни успевало затоа што друга личност не може да не исполни во целост, ниту пак е одговорна за тоа. И така растејќи, учиме да си бидеме доволни себе си. Сушност, верувањето и подпирањето на себе си за задоволување на основните потреби е важен дел од развојот на една личност. На истиот начин, важно е да откриеме дека не можеме самостојно да ја задоволиме секоја своја потреба. Луѓето се создадени за да живеат поврзани со другите и во групи. Токму затоа, постоиме во подгрупи како што се заедниците и семејството и се чувствуваме најсреќни, најисполнети кога правиме нешта што му служат на некое поголемо добро. Ова е темелен и здрав дел од она што сме и не е знак за слабост. Во други случаи, вашата потреба за финансиска сигурност е здрава. Таа не е секогаш резултат на вашата алчност или недобронамерност. Вашата потреба да бидете афирмирани во тоа што го работите е здрава и не е секогаш резултат на вашата суета. Вашата потреба да живеете во простор и место каде што ви е убаво е здрава и не е секогаш резултат на неблагодарност за тоа што го имате. Вашата потсвест се обидува да допре до вас. Во нашето самосаботирачко однесување лежи неверојатна мудрост. Не само што може да ни сигнализира како и од што сме биле повредени, туку може да ни покаже и кои се нашите вистински потреби. Токму во самосаботирачкото однесување е вграден клучот за неговото вклучување, само што најпрвин треба да го разбереме. Еве неколку кратки примери за тоа на кој начин вашиот потсвесен ум се обидува да комуницира со вас преку вашето однесување. Начинот на кој се самосаботирате и се враќате на истата личност што ве повредила во врската. Може да се работи за платонска љубов, но најчесто е поранишен романтичен партнер. Вашиот потсвесен ум може би сака да дознаете нешто. Може би е време да ги процените односите од своето детство. Доколку најдете нешто утешно или допадливо за некој што ве повредил, најчесто постои причина за тоа. Начинот на кој се самосаботирате. Привлекувате личности што се премногу повредени за да се посветат на врската на вистински начин. Вашиот потсвесен ум може би сака да дознаете нешто. Не сте до толку повредени за да не најдете некој кој сака да биде со вас. Па кога ќе почнете да откривате дека вредите за да ви се посвети, ќе почнете да одбирате партнери што го прават токму тоа. Начинот на кој се самосаботирате. Се чувствувате несреќни, дури ако се е како што треба и ако навистина сте добиле се што сте сакале во животот. Вашиот потсвесен ум може би сака да дознаете нешто. Веројатно очекувате нешто од надвор да предизвика да се чувствувате убаво, наместо да го смените начинот на размислување и она на што се посветувате. Ниту едно надворешно постигнување нема да ви даде вистински и траен внатрешен мир, а вашето непријатно чувство и покрај постигнувањата ви го кажува тоа. Начинот на кој се самосаботирате. Се оддалечувате од луѓето. Вашиот потсвесен ум може би сака да дознаете нешто.
Имате толку голема желба и потреба луѓето да ве сакаат и да ве прифатат, што стресот поради тоа ве тера да се изолирате од болката, успешно создавајќи ја стварноста што се обидувате да ја одбегнете. Од друга страна, многу честата потреба за осаменост значи дека постои расчекор помеѓу оној што се преправате дека сте и оној кој навистина сте. Кога ќе почнете да го живеете својот живот на свој начин, станува полесно да имате луѓе околу себе со оглед на фактот што тоа бара помалку труд. Начинот на кој се само саботирате. Автоматски верувате дека е вистина тоа што го мислите и чувствувате. Вашиот потсвесен ум можеби сака да дознаете нешто. Сакате да сте загрижени за тоа што се чувствувате комотно и посигурно. Колку после поверувате во секоја случајна мисла или чувство што минуваат низ вас, толку повеќе ќе бидете подложни на тоа што се случува околу вас. Ќе мора да научите да бидете реални и избалансирани во јасноста и вистинитоста на мислите, ментално и емоционално стабилни, за да можете да ја разликувате што ви помага, а што не. Начинот на кој се само саботирате. Недоволно се храните, иако не го правите тоа намерно. Вашиот потсвесен ум може би сака да дознаете нешто. Премногу работите или недоволно се одмарате или храните. Одите до крајности. Поради таа причина вашето тело бара да продолжите да го полните со гориво. Друга можност е дека сте емоционално гладни, па бидејќи не си ги дозволувате вистинските искуства по кои копнеете, гладот го задоволувате на друг начин. Начинот на кој се само саботирате. Не ја извршувате работата за која знаете дека ќе ви помогне да остварите подобра кариера. Вашиот потсвесен ум може би сака да дознаете нешто. Може би не сте толку јасни колку што мислите за тоа што сакате да го работите. Доколку работата не оди како што сте замислиле, има причина за тоа. Наместо да се обидувате некако да ја иструкате и непрестано да удирате во истиот зид, повлечете се еден чекор. Може би е време да се реорганизирате, да смислите нова стратегија или сериозно да размислите зошто го работите токму така. Нешто треба да промените, а тоа веројатно не е само вашата мотивираност. Начинот на кој се само саботирате. Прекумерно работите. Вашиот потсвесен ум може би сака да дознаете нешто. Не мора да ја докажувате својата вредност. Како и да е, треба да престанете да бегате од непријатноста да останете насаме со своите чувства, што често е причина за прекумерното работење. Има разлика помеѓу страстната посветеност на нешто и чувството на обврска да ги надминете сите други. Првото е здраво, второто не е. Начинот на кој се само саботирате. Премногу се грижите за мислењето на другите. Вашиот потсвесен ум може би сака да дознаете нешто. Не сте толку среќни колку што мислите. Колку сте посреќни со нешто, толку помалку ви требаат другите за да бидете среќни. Наместо да се прашувате дали некој друг мисли дека сте доволно среќни, застанете и поставете си го следното прашање. Дали ми е доволен мојот живот? Како вистински се чувствувате во врска со својот живот кога не го гледате со очите на другите? Начинот на кој се само саботирате. Трошите премногу пари. Вашиот потсвесен ум може би сака да дознаете нешто. Купените нешта нема да ви дадат чувство на сигурност. Не се купува патот во нов живот или идентитетот. Доколку трошите премногу или над своите редовни средства, до тој степен што тоа веќе ви предизвикува штета, треба да размислите која е функцијата на купувањето. Дали со тоа си го одвлекувате вниманието, дали е замена за хоби или е зависност од чувството да се биде на некој начин обновен. Тргнете од тоа што ќе ги одредите своите вистински потреби. Начинот на кој се само саботирате. Живеете со спомените на старите врски или проверување на поранешните партнери. Вашиот потсвесен ум може би сака да дознаете нешто. Последната врска ви влијаела повеќе отколку што мислите. Нејзиниот крај ве повредил повеќе отколку што се признавате и тоа мора да го обработите во умот. Постојаното интересирање за таа личност значи дека постои нешто нерешено во раскинатата врска, па веројатно ви треба некаков вид завршница или прифаќање. Начинот на кој се само саботирате. Одбирате пријатели што секогаш ви создаваат чувство како да се надпреварувате со нив. Вашиот потсвесен ум може би сака да дознаете нешто.
Желбата да се чувствувате подобро од другите не представува замена за потребата да се чувствувате поврзани со нив, но често ја користиме токму на тој начин. Ова не го правиме затоа што сакаме да бидеме надмоќни, туку затоа што сакаме да не гледаат како личности со вредност и да бидеме ценети. Сакаме искрена врска во која на другите ќе им бидеме важни, но не можеме да го постигнеме тоа преку предизвикување чувство на помала вредност кај нив. Начинот на кој се само саботирате. Имате само поразувачки мисли што ве попречуваат да го сторите тоа што го сакате. Вашиот подсвесен ум може би сака да дознаете нешто. Тоа што сте најпрвен лоши кон себе нема да боли помалку ако другите ве осудуваат и ве отфрлаат, иако токму затоа го користите овој одбранбен механизам. Лошото мислење за себе е начин да станете равнодушни кон она од што навистина се плашите, а некој друг би можел да го каже за вас. Не сваќате дека на тој начин глумите собствен силеđија и непријател. Реално, што може да му стори на вашиот живот проценката или осудата на некој друг? Може само да ве спречи да ги следите своите соништа, стремежи и личната среќа, а токму тоа го правите кога сте фиксирани на тие штетни идеи. Време и да ги напуштите. Начинот на кој се само саботирате. Не ја промовирате својата работа на начин што ќе ви помогне да напредувате. Вашиот подсвесен ум може би сака да дознаете нешто. Не го создавате најдобриот можен производ и свесни сте за тоа. Причината поради која се ограничувате е стравот од осуда, но тој не би постоел ако веќе самите не се осудувате. Треба да создавате работи со кои ќе се гордеете и ќе сакате да ги споделите. Ако ги споделувате на позитивен начин кој помага напредокот на вашиот бизнис или кариера да изгледаат природно и автентично, ќе знаете дека ја работите работата за која сте најспособни, за која имате потенцијал. Начинот на кој се само саботирате. Смислувате претпоставки или сте загрижени дека работите се однесуваат на вас, а не е така. Вашиот подсвесен ум може би сака да дознаете нешто. Премногу често размислувате за себе. Животите на другите луѓе не се вртат околу вас, ниту нивните мисли. Тие се зафатени со размислување за себе си на истиот начин како што вие размислувате за себе. Запомнете дека образците во вашиот живот се показатели за вашето однесување, но ако секогаш кога некој ќе се испречи пред вас во сообраќајот и замислувате дека се работи за личен напад врз вас, длабоко се ограничувате и постојано се гледате како жртва на нешто. Начинот на кој се само саботирате. Останувате во градот или селото за кој тврдите дека не ги сакате. Вашиот подсвесен ум може би сака да дознаете нешто. Домот е онаму каде што ќе си го создадете, а не каде што ќе го најдете. Дали станува збор за тоа дека не можете да се селите или едноставно не сакате? Кога остануваме на истото место подолго време, обично постои причина за тоа. Постои нешто што го сакаме, тоа е местото во кое сакаме да го поминеме својот живот. Отпорот доаѓа од фактот што си замислуваме дека другите ќе не осудат ако знаат дека не живееме во најсовремениот, најголемиот или најубавиот град. Исто така, може би се плашите дека луѓето ќе ве осудуваат дека не сте напредувале доволно. Вистината е спротивна. Вие се осудувате себе си, а би требало да го прифатите тоа и да се гордеете што сте избрале да живеете токму таму. Начинот на кој се само саботирате. Постојано сте на социјалните мрежи за да го убиете времето. Вашиот подсвесен ум може би сака да дознаете нешто. Тоа е најлесниот начин да отрпнете во чувствата и во однесувањето, затоа што е мощно и достапен и ве прави зависни. Постои огромна драматична разлика меѓу користењето на социјалните мрежи на здрав начин наспроти нивното користење како механизам за соочување и справување со проблемите. Главно има врска со тоа како се чувствувате откако ќе прекинете или ќе завршите со таа активност. Доколку не ја прекинете телефонската врска со чувство на полетност или опуштеност, веројатно се обидувате да избегнете некаква непријатност внатре во себе, токму она непријатно што може би ви кажува дека треба да се промените. Повторно научете се да слушате. Сега кога почнувате да обрнувате внимание на своите внатрешни знаци,
Важно е да разберете како да се слушате себе си и да одговорите на своите потреби. Се наоѓате во сегашната ситуација затоа што не сте знаеле како да ги разберете или задоволите своите потреби во моментот. Ако не сакате постојано да ги приспособувате своите избори и однесување, треба да научите како да ги обработите и протолкувате своите чувства во вистинско време. Тоа ќе го изведете градејќи ја својата емоционална интелигенција, зашто главно ќе зборуваме во следното поглавје. Но ова е точката од каде што почнуваме, со сваќање како да ги слушаме нашите инстинкти. Како да ја следите својата интуиција без да се плашите од иднината. Едно од најсуштинските начела на современата мудрост е идејата дека длабоко во себе ја знаете вистината за се во вашиот живот, а и за вашата иднина. Вие сте пророк за себе, а вашите чувства се врати што водат не само кон тоа што се случува сега, туку и кон она што ќе се случи наскоро. Не треба да се обвинуваме поради ваквото верување. Многобројни истражувања ја докажуваат меѓуземната поврзаност на нашиот мозок со телото, објаснувајќи зошто кога имаме чувство во стомакот или инстинкт што се коси со логиката, тоа често се покажува како точно. Причината лежи во тоа што слузницата на нашиот гастроинтестинален систем функционира како втор мозок, зашто ги складира заостанатите информации на кои нашиот свесен ум не може да се сети толку брзо колку што може да ги осети нашето тело. Тоа е таа неверојатна вештина што вашиот инстинкт го прави речиси секогаш точен. Иако е интелигентен, вашиот инстинкт не е видовит. Доколку сакате повеќе да се согласите со себе си, да го следите своето срце, да ја следите својата страст, да ја пронајдете својата душа, каква и да е таа, првото нешто што треба да го сватите е дека вашиот стомачен инстинкт може да одговори само на она што се случува во сегашноста. Ако имате инстинкт за некои идни случувања, вие проектирате, како проектирање филм на празен екран. На овој начин можете да почнете да ги разбивате своите стомачни чувства. Дали им одговарате на некој што стои пред вас или во главата и одговарате на својата идеја за него? Дали реагирате на ситуацијата што се одвива токму сега или реагирате на тоа што го замислувате, предпоставувајќи како ќе се развива? Дали вашите чувства се однесуваат на тоа што се случува во моментот или на тоа на што се надевате и се плашите дека ќе се случи во иднина? Освен што вистински може да функционира само во сегашноста, инстинктот во вашата утроба е и тивок. Малиот глас во вас е токму таков, мал. Тој не вреска, не паничи. Не ви го полни телото со адреналин за да ви го привлече вниманието. Тој не се лути. Тој е бранот на јасност што ве преплавува сред вашите најмрачни мигови во кои нешто ви вели. Се ќе биде во ред. Не е толку лошо како што си мислиш. Се е во ред. Вашиот инстинкт работи за да ги подобри работите, додека вашата фантазија често може да ги влоши. Меѓутоа, ова често пати може да ги збуни луѓето. Кои чувства се инстинкти, а кои се стравови, сомнежи или ограничувачки верувања? Како да ја откриеме разликата? Па вашите инстинкти всушност не се чувства, тие се одговори. Ако сте речиси исцедени по средбата со некого или чувствувате дека не сакате повторно да се сретнете со таа личност, тоа е вашиот инстинкт. Ако вашата работа ве истоштува, секој дел од неја го работите со сила и без желба, тоа е вашиот инстинкт. Инстинктот не е чувство. Немате инстинкт дека денеска сте тажни. Инстинкт е брзо да и се тргнете од пат на неволјата без да морате да размислите за тоа. Треба да запомните дека вашите чувства, макар неоспорни, често не се реални. Не се секогаш точен одраз на реалноста, ама секогаш се точен одраз на нашите мисли. Нашите мисли ги менуваат нашите чувства. Нашите мисли не ги менуваат нашите инстинкти. Она кон што природно гравитирате или од што се оддалечувате е вашиот инстинкт. Не е нешто што чувствувате или толкувате. Тоа е нешто што природно го правите. Кога луѓето зборуваат за користење на своите инстинкти за да создадат живот како што сакаат, еве на што мислат. Дека слушаат што им кажува нивната суптилна интуиција, дека се чувствуваат најдобро правејќи го тоа и тоа. Понекогаш вашиот инстинкт може да ве насочи кон уметност, дури ако ви е непријатно и се противставувате.
Понекогаш инстинктот може да ве натера да продолжите да работите на некоја врска дури кога тоа ви е тешко. Вашиот инстинкт не постои за да ви обезбеди чувство на пријатност и восхитеност во текот на целиот ден. Тој ве насочува кон она што би требало да го правите, зашто ви покажува каде се вкрстуваат вашите интереси, вештини и желби. Инстинктот и стравот може да се чувствуваат слично. Ако и верувате на својата интуиција, не значи дека треба да ја третирате како пророштво. Токму тука овој концепт станува прилично проблематичен. Ние не само што слепо им веруваме на случајните чувства, туку им придодаваме и идно значење, претпоставувајќи дека сето она што го чувствуваме не предупредува на нешто или ни покажува што следува. Ајде да разоткриеме зошто и како се случува тоа и како може да го спречите за да не ви го уништи животот. Чувствата не ве информираат за тоа која би била правилната одлука што треба да ја донесете. Правилните одлуки создаваат правилни чувства. Вашите чувства не ве водат низ животот, затоа служи вашиот ум. Кога искрено би го следеле секој свој импулс, би биле целосно заглавени, само задоволни, а може би безживотни или во најмала рака во сериозна неволја. Вие не се соочувате со ништо од сето тоа зашто вашиот мозок е способен да интервенира и да ве упати како да донесете одлуки што го одразуваат тоа што долгорочно сакате да го доживеете. Почнувате да доживувате мир и радост во својот живот кога ќе се условите себе си секојдневно да ги повторувате постапките што ги олеснуваат јасноста, смиреноста, здравието и решеноста да си ги остварите намерите, а не обратно. Ако сакате да бидете господар на својот живот, мора да се научите да ги организирате своите чувства. Ако станете свесни за нив, ќе може да ги следите до мисловниот процес што ги поттикнал, а потоа можете да решите дали идејата е вистинска закана или загриженост, или пак измислица на вашиот така наречен рептилски мозок што ги контролира виталните функции на телото, работата на срцето, дишењето, телесната температура и рамнотежата, сакајќи само да ве одрази во живот. Запомнете, вашиот мозок бил создаден за природата. Вашето тело било направено да преживее во дивината. Имате животинска форма што не се обидува да ги скрие или контролира основните чувства и физички потреби, а се обидува да ве води низ високо цивилизиран модерен свет. Простете си себе си што ги имате овие импулси, а едновремено сватете дека вашите избори се само ваши. Може да чувствувате нешто, а да не постапувате според тоа. Зошто тогаш се вели дека треба да ги слушаме своите инстинкти? Вашата утроба е длабоко поврзана со умот. Помеѓу гастроинтестиналниот систем и создавањето серотонин во мозокот постои физиолошка врска. Вашиот вагусен нерв се движи од стомакот до главата, действувајќи како комуникацијски уред за да му помогне на вашиот систем во регулирањето на функциите на телото, варењето, работата на срцето и имунолошкиот систем. Вашиот стомак и умот се неразделно поврзани, па затоа луѓето некогаш велат дека знаат нешто длабоко во себе или објаснуваат дека кога се вознемирени ги боли стомакот, на нешто им реагира утробата или нешто не можат да сварат. Но не се обрнува внимание на фактот дека слушањето на својот инстинкт е нешто што се случува во сегашноста. Не можеме да имаме инстинкт за настан што би се случил во иднина, зашто тој се уште не постои. Може да имате одговор заснован врз страв или сеќавање што го проектирате во иднината, ама не можете инстинктивно да знаете нешто за друга личност или иден настан се додека тој не се најде пред вас. Кога имате стомачен инстинкт за некого, тоа се случува по интеракција со таа личност. Кога знаете дали работата е вистинската за вас или не, тоа се случува само откако сте ја работеле некое време. Проблемот е во тоа што се обидуваме да ги користиме своите инстинкти како претскажувачки механизми, како досетлив начин на кој мозокот се обидува да манипулира со нашето тело за да ја избегнеме болката и да ни го зголеми задоволството во иднина. Но тоа не се случува. На крај остануваме заглавени, зашто буквално веруваме во секое нешто што го чувствуваме, наместо да направиме разлика што е вистинска реакција, а што проекција. Согледување на разликата меѓу инстинкт и страв. Прво и основно, сватете дека вашиот инстинкт може неизмерно да ви послужи во сегашниот момент. Вашата прва реакција на нешто најчесто е најмудрата реакција, бидејќи вашето тело ги користи сите подсвесни информации што сте ги меморирале во умот за да ве информира во врска со нешто, уште пред вашиот мозок да има можност да се посомнева. Ова можете да го искористите
Како предност, така што ќе се прашате што е вистинито токму во овој момент. Што е вистина кога сте со некоја личност при некаква активност или однесување? Каков длабок внатрешен инстинкт ви се јавува во моментот кога сте ангажирани со нешто? Дали се разликува од тоа што го мислите или чувствувате кога само го замислувате правејќи претпоставки, припомнувајќи си на деталите или замислувајќи како ќе изгледа? Тие проекции обично се страв, а вашата мигновена реакција е искрениот инстинкт. Се на се, искрениот инстинкт во утробата никогаш нема да ве испаничи. Тој секогаш е суптилен и нежен, дури ако ви каже нешто што не е за вас. Ако инстинктот сака да знаете дека не треба да се гледате со некого или да престанете со некоја врска или однесување, импулсот ќе биде тивок. Затоа се нарекува малиот натрешен глас. Толку е лесно да не го слушнете, толку е лесно да го надвикате. Интуитивни потици наспроти наметливи мисли. Кога ќе почнете да се слушате себе си, можеби ќе откриете дека ви е тешко да направите разлика меѓу корисните и интуитивни мисли и оние што се штетни и нападни. И двата вида функционираат слично, непосредни се, реактивни и нудат некаков претходно невиден увид, а сепак практично функционираат сосем различно. Еве како да разликувате кои мисли се создадени од вашата интуиција, кои од страв. Интуитивните мисли се спокојни. Наметливите се трескави и предизвикуваат страв. Интуитивните мисли се рационални, создаваат известно ниво на здрав разум. Наметливите се ирационални и често се предизвикани од преувеличување на ситуацијата или прифаќање на најлошиот можен заклучок. Интуитивните мисли ви помагаат во сегашноста. Тие ви ја даваат потребната информација за да донесете одлука врз основа на подобра информираност. Наметливите мисли најчесто се случајни и немаат врска со тоа што се случува во моментот. Интуитивните мисли се тивки, наметливите се гласни, па ги надгласуваат тивките. Интуитивните мисли обично ви доаѓаат еднаш, можеби два пати и предизвикуваат чувство на разбирање. Наметливите пак се склони да бидат упорни и да поттикнуваат чувство на паника. Интуитивните мисли се исполнети со љубов, додека наметливите звучат исплашено. Интуитивните мисли често доаѓаат ненадејно, наметливите обично се активираат од надворешни причини. Не треба да се справувате со интуитивните мисли, ги имате и потоа ги оставате. Наметливите мисли создаваат цела спирала од идеи и стравови и ви се чини невозможно да престанете да мислите на нив. Дури кога интуитивната мисла не ви кажува нешто што ви се допаѓа, никогаш не ве тера да се испаничите. Дури ако доживеете тага или разочарување, не се чувствувате претерано вознемирени. Паниката е емоција што ја доживувате кога не знаете што да правите со некое чувство. Тоа се случува кога имате наметлива мисла. Интуитивните мисли ви го отвораат умот за други можности. Наметливите ви го затвараат срцето и ви предизвикуваат чувство на заглавеност или проколнатост. Интуитивните мисли доаѓаат од перспектива на вашето најдобро јас. Наметливите доаѓаат од перспектива на вашето најисплашено малечко јас. Интуитивните решаваат проблеми, наметливите ги создаваат. Интуитивните мисли ви помагаат да им помагате на другите луѓе, кај наметливите мисли има тенденција да создадат став јас наспроти нив. Интуитивните мисли ви помагаат да сватите што мислите и што чувствувате, наметливите претпоставуваат што мислат и што чувствуваат другите луѓе. Интуитивните мисли се рационални, наметливите ирационални. Интуитивните мисли доаѓаат од подлабоко место во вас и ви даваат громогласно чувство длабоко во вашата утроба. Наметливите мисли ве држат заглавени и ви предизвикуваат чувство на паника. Интуитивните мисли ви покажуваат како да одговорите, наметливите мисли бараат од вас да реагирате. Како да почнете вистински да ги задоволувате своите потреби? Иако терминот активна грижа за себе стана многу широк термин, што почесто има врска со однесувањето што го одвлекуваат вниманието од некој проблем наместо да се преземе акција за негово решавање, вистинската и активна грижа за себе е најтемелниот аспект за задоволување на вашите потреби. Освен основната лична безбедност, други ваши потреби се да имате храна, добро да спиете, да живеете во чиста средина, соодветно да сте облечени и да си дозволите да го чувствувате тоа што го чувствувате без осудување или забрана. Изнаоѓањето начини сами да ги задоволите овие потреби е темелот за надвладување на самосаботажата. Ќе бидете многу порасположени за вежбање ако сте добро наспиени. Ќе се чувствувате многу подобро на работа ако не мора да седите со болки во грбот и да барате некој стручњак кој може да ви помогне со совет за правилно седење
или со хиропрактичка терапија или масажа. Ќе уживате да бидете дома, доколку домот ви е добро осмислен и организиран. Ќе се чувствувате подобро ако секој ден одвоите време и внимателно да се дотерате. Сите овие нешта не се мали, големи се, само што не сте свесни за нив затоа што ги правите секој ден. Разбирањето на вашите потреби, исполнувањето на оние за кои сте вие одговорни, за да си дозволите потоа да побарате од другите да го направат тоа што не го можете самите, ќе ви помогнат да го прекинете циклусот на самосаботирање и да изградите поздрав, поравнотежен и поисполнет живот. Поглавје 4. Градење емоционална интелигенција. Самосаботажата е самопроизвод на ниска емоционална интелигенција. За да продолжиме со својот живот на здрав, продуктивен и стабилен начин, треба да сватиме дека нашиот мозок работи заедно со нашето тело. Треба да сватиме како да ги толкуваме чувствата, што значат различните емоции и што да преземеме кога сме соочени со застрашувачки и обезхрабрувачки чувства со кои не знаеме како да се справиме. Тука особено ќе се осврнеме на оние аспекти на емоционалната интелигенција што се однесуваат на самосаботирачкото однесување, иако денес има неверојатен опус експертски трудови за емоционалната интелигенција што секојдневно се зголемува. Што е емоционална интелигенција? Емоционална интелигенција е способност да се разберат и да се протолкуваат сопствените емоции и да се одговори на нив без предрасуди и на здрав начин. Луѓето со висока емоционална интелигенција обично се способни подобро да се согласуваат со различни типови луѓе, посреќни се и позадоволни во секојдневниот живот и постојано одвојуваат време за проследување и изразување на своите чувства. Сепак, емоционалната интелигенција представува главна способност да се толкуваат појавите во своето тело и да се свати што се обидуваат да ни кажат за нашиот живот. Коренот на самосаботажата лежи во недостигот на емоционална интелигенција, зашто ако не сме способни да се разбереме себе си, неизбежно се губиме. Еве некои од најпогрешно сватените аспекти на телото и мозокот што неизбежно не оставаат заглавени. Вашиот мозок е создаден да му дава отпор на тоа што навистина го сакате. Нешто интересно се случува во човечкиот мозок кога ќе го добиеме тоа што го сакаме. Кога замислуваме кои цели сакаме да ги постигнеме, тоа често пати го правиме очекувајќи дека на некаков опиплив начин ќе ни го подобрат квалитетот на животот, дека штом ќе ги постигнеме, ќе можеме да продолжиме во лер. Во лер значи дека продолжуваме да се движиме без поголем напор. Се опуштаме. Ги оставаме некое време работите такви какви што се, но не се случува тоа. Невролошки, кога ќе добиеме нешто што навистина го сакаме, почнуваме да сакаме уште повеќе. Едно ново истражување на природата на хемискиот допамин, за кој претходно се веруваше дека е движечка сила на желбата, алчноста и добивање на саканото, докажува дека е покомплексен отколку што се мислеше. Во научниот труд "Молекулот на повеќе", Даниел З. Либерман објаснува дека експертите кои го проучувале хормонот откриле дека кога на некоја личност и било дадено нешто што премногу го сакала, бранот допамин се намалувал по неговото добивање. Се покажало дека допаминот не е хемикалијата што ви го дава задоволството. Тоа е хемикалијата што ви го нуди задоволството да сакате уште. Значи, што се случува со големата цел кон која се стремите? Ќе стигнете до неа, ама потоа ќе се појави уште една планина на која треба да се искачите. Ова е една од многуте причини зашто длабоко го саботираме тоа што навистина го сакаме. Инстинктивно знаеме дека пристигнувањето нема вистински да ни ја даде способноста да се задоволиме, само ќе не направи погладни за повеќе. А понекогаш немаме доволно енергија за тој предизвик. Значи, додека сме на патот кон остварување на целта, во нас почнува да се собира токсичен коктел од невролошки предубедувања и ние почнуваме да негодуваме, да го осудуваме и дури да го маловажуваме објектот на нашата најголема желба. Што се случува кога ќе почнеме да трчаме по тоа што навистина го сакаме? Се противставуваме на извршувањето на работата што е вистински потребна за тоа што се плашиме дека нема да го добиеме посакуваното нешто, па секој неуспех не тера да прекинеме да се трудиме и да станеме напнати.
Кога сме долго време без саканото, создаваме потсвесни асоциации помеѓу неговото имање и бидувањето лош, затоа што ги осудуваме оние кои го имаат. Кога ќе го добиеме тоа што најмногу го сакаме, толку се плашиме дека ќе го изгубиме што го отфрламе, за да не мора да ја доживееме болката од загубата. Толку длабоко сме вовлечени во менталната состојба да сакаме нешто, што не можеме да преминеме во состојбата да го имаме тоа. Прво, кога нешто можне силно сакаме да имаме. Причината често пати лежи во фактот дека сме нереални во очекувањата. Си замислуваме дека животот значајно ќе ни се промени, а најчесто тоа не се случува. Кога цврсто се потпираме на некоја цел или животна промена за да не спаси на некаков нереален начин, секој неуспех ќе биде поттикнувач да престанеме со обидите. Например, ако сме апсолутно сигурни дека нашиот романтичен партнер ќе ни помогне да не бидеме депресивни, ќе бидеме крајно чувствителни на одбивањето, затоа што ни создава чувство дека никогаш нема да ја надминеме депресијата. Се разбира, очигледен проблем тука е дека врската представува процес на обиди и грешки. Првин треба да доживеете неуспех, а потоа да успеете. Тоа значи дека за целото време што го поминуваме немајки го она што го сакаме, како што е романтична врска, например, нашиот мозок мора да ја оправда и потврди нашата позиција во животот како облик на самозаштита. Затоа и потсвесно ги омаловажуваме луѓето кои го имаат она што ние го сакаме. Наместо да бидеме вдахновени од нивниот успех, ние се сомневаме во нив. Стануваме скептични за односите, толку љубоморни на нечија туѓа среќа, што претпоставуваме дека сигурно ја глумат, дека љубовта не е вистинска или дека на крајот како и да е ќе раскинат. Ако доволно долго и упорно се држиме до овие уверувања, погодете што ќе се случи кога на крај ќе ја добиеме врската што навистина ја посакуваме. Се разбира, ќе се сомневаме во неа и ќе претпоставуваме дека исто така ќе биде неуспешна. Токму тоа се случува кога ги оддалечуваме луѓето од себе си или се откажуваме од своите големи соништа кога ќе се појави некаков предизвик. Кога сме премногу исплашени дека ќе изгубиме нешто, склони сме најпрви да го отфрлиме од себе како начин за самоодржување. Да кажеме, например, дека се справувате со ограничувачките уверувања што создаваат голем отпор во вашиот живот, па на крај можете да го остварите да го имате тоа што најмногу го сакате. Следното нешто е дека ќе се најдете на последниот и најнапорен предизвик, што значи промена од режимот на преживување во просперитетен режим. Доколку поголемиот дел од животот сте го поминале во состојба во која само сте се провлекувале, не ќе знаете како да се приспособите на животот во кој сте релаксирани и го уживате. Ќе се воздржувате, ќе давате отпор, ќе се чувствувате виновни, можеби прекумерно ќе трошите или нема да ги почитувате обврските. Во својот ум ги балансирате годините кога сте имале тешкотии со годините на целосна релаксираност, меѓутоа тоа не функционира на тој начин. Кога длабоко сме внесени во чувството на сакање нешто, станува крајно тешко да се приспособиме на искуството на имање нешто. Причината за тоа е што секоја промена, колку да е позитивна, представува непријатност додека и самата не ни стане позната. Тешко е да ги препознаеме начините на кои сме толку склони кон самопотврдување што на крајот самите неразумно си стоиме на патот. Уште потешко е да признаеме дека можне често нештата за кои им завидуваме на другите се само делчиња од нашите најголеми желби, оние што нема да си дозволиме да ги имаме. Да, вашиот мозок сака поголеми нешта, дури повеќе од тоа, но сваќајќи ги неговите процеси и стремежи, можете да ја отфрлите програмираноста и да почнете вие да управувате со сопствениот живот. Вашето тело е управувано од хомеостатски импулс. Вашиот мозок е создаден да го одржува и да го регулира вашиот живот. Вашата потсвест има нешто што се вика хомеостатски импулс, кој ги регулира функциите како што се телесната температура, работата на срцето и дишењето. Брайан Трейси, канадско-американскиот автор на над 80 книги за саморазвој и мотивацијски говорник, тоа го објаснува вака. Преку вашиот автономен нервен систем, вашиот хомеостатски импулс се одржува рамнотежата меѓу стотиците хемикали во милијардите клетки, така што сета ваша физичка машина во поголемиот дел од времето функционира во комплетна хармонија. Но повеќето луѓе не сваќаат дека исто како што е создаден да го регулира вашето физичко јас, така мозокот се обидува да го регулира и вашето ментално јас.
Вашиот ум постојано ги филтрира и ви го насочува вниманието на информациите и стимулите што ги потврдуваат вашите веќе постојни верувања. Во психологијата ова е познато како пристрасност во потврдата, а исто така ви презентира повторени мисли и импулси што го имитираат и како во огледало го одразуваат тоа што сте го правеле во минатото. Вашата потсвест е чувар на вашата комфорна зона. Таа исто така е подрачје во кое се навикнувате да очекувате и рутински да барате действувања што ќе ги создадат и зголемат најголемиот успех, среќата и целосноста или исцелувањето на вашиот живот. Ова не учи на важна работа. Кога поминуваме низ процесот на исцелување или промена на својот живот, мора да дозволиме телото да се приспособи на неговото ново чувство на нормалност. Поради оваа причина секоја промена, независно колку е добра, ќе биде непријатна додека не ни стане позната. Поради тоа, исто така, можеме да заглавиме во само деструктивни навики и циклуси. Иако се чинат добри, тоа не значи дека се добри и за нас. За да го вежбаме разликувањето, мора да го користиме својот ум, мора да ја употребиме својата врвна интелигенција за да решиме каде сакаме да одиме и кои сакаме да бидеме, а потоа мора да дозволиме нашето тело да се приспособи со текот на времето. Не можеме да живееме раководени од тоа како се чувствуваме. Нашите емоции се привремени и не ја одразуваат секогаш реалноста. Не се менувате одеднаш, туку малку по малку. Доколку сте заглавиле во животот, веројатната причина е дека ја чекате големата експлозија, моментот на пробив кога се распаѓаат сите ваши стравови и ве преплавува јасност. Тогаш работата што треба да се изврши се изведува без напор. Вашата лична трансформација ве извлекува од самозадоволството и удобноста и вие се будите во сосем ново постоење. Тој момент никогаш нема да се случи. Експлозивните промени не се случуваат спонтано. Тие се преломни точки во процесот кога често се појавува незапирлив ефект или се случува голема промена. Откровението се случува кога идеите што се наоѓале на маргините на вашиот ум конечно добиваат доволно внимание за да доминираат со вашите мисли. Тоа се моментите на кликнување, моментите кога конечно го сваќате советот што сте го слушале сиот свој живот, кога толку долго сте навикнати на моделот на однесување што тој станува инстинктивен. Неверојатно е, ама исклучителниот пробив не е тоа што го менува вашиот живот. Вашиот живот го менуваат малите промени. Пробивот се случува по многу часови, денови и години поминати на истата злодевна монотона работа. Како што забележа писателот и медиумски стратег Рајан Холидеј, просветлувањата, односно моментите кога личноста има ненадеен увид или реализација што го менува незиното сваќање за себе си или разбирањето за светот, не го менуваат животот. Радикалните моменти на действување не се тие што ни ја даваат долготрајната и сеопфатна промена. Тоа го предизвикува реорганизирањето на нашите навики. Идејата е она што американскиот филозоф на науката Томас Кун го нарече промена на парадигмата. Кун сугерираше да не ги менуваме своите животи во блесоци на брилијантност, туку низ бавен процес во кој претпоставките се разоткриваат и бараат нови објаснувања. Во тој период на постојани струјања се случуваат микропромените и почнуваат да се обликуваат промените што се на ниво на пробиви. Замислете ги микропромените како мали чекори кон промена во вашиот секојдневен живот. Микропромената значи да го промените тоа што го јадете како дел од еден оброк само еднаш. Потоа тоа значи да го направите истото по втори трет пат. Пред воопшто да сватите што се случува, веќе сте прифатиле модел на однесување. Тоа што го правите секој ден го одредува квалитетот на вашиот живот и степенот на вашиот успех. Не е прашање дали имате желба добро да ја завршите работата, туку дали тоа го правите без оглед на актуелните услови или не го правите. Така е зашто резултатите од животот не се раководени од страст, тие се раководени од принципи. Можеби мислите дека тоа што сте го направиле утрото не е важно, ама важно е. Можеби мислите дека малите нешта немаат смисла, ама имаат. Размислете за прастарата загадка. Дали повеќе сакате денеска да имате $1.000.000 врака или едно пени чија вредност двојно се зголемува секој ден во текот на наредниот месец? $1.000.000 во моментот звучи одлично, но по месец од 31 ден едното пени ќе вреди над $10.000.000. Правењето големи далекосежни промени не е тешко затоа што сме слаби и неспособни суштества. Тешко е затоа што немаме намера да живееме надвор од својата комфорна зона.
Доколку сакате да го промените својот живот, треба да носите мали речиси на забележливи одлуки и тоа секој час и секој ден додека тие избори не ви станат навика. Потоа едноставно ќе продолжите да ги правите. Доколку сакате да поминувате помалку време на телефон, откажете се од едно негово проверување во текот на денот. Доколку сакате да се храните поздраво, испијте денеска половина чаша вода. Доколку сакате да спиете повеќе, вечер легнете си 10 минути порано од минатата ноќ. Ако сакате да вежбате повеќе, сега веднаш вежбајте само 10 минути. Ако сакате да читате, прочитајте една страница. Ако сакате да медитирате, сторете го тоа 30 секунди. Потоа продолжете да ги правите овие работи. Правете ги секој ден. Ќе се навикнете да не го проверувате телефонот. Ќе сакате повеќе вода и ќе пиете повеќе. Ќе трчате 10 минути и нема да чувствувате дека сакате да застанете, па и нема да застанете. Ќе прочитате една страница во книгата, ќе ви заинтересира и ќе прочитате уште една. На нашето најинстинктивно физиолошко ниво, зборот промена го сваќаме како нешто опасно, како можна закана за животот. Не е ни чудо што самите си градиме сопствени кафези и доброволно стануваме во нив, иако вратата не е заклучена. Обидот да создадете нов живот со шокантна промена не функционира и затоа се уште не ви успел. Нема потреба да чекате да започнете со промената до моментот додека не посакате да се промените. Треба само одеднаш да направите една мала промена, а потоа оставете енергијата и импулсот да се засилат. Вашиот ум е жилав. Дали мозокот ви е најголемиот противник во животот? Дали рационалниот страв лежи во срцевината на повеќето ваши најголеми предизвикувачи на стрес? Имате ли понекогаш предчувство дека речиси самите си го барате, создавајќи проблеми таму каде што не постојат, претерано реагирајќи, премногу размислувајќи и замислувајќи актуелната ситуација многу полоша од колку што навистина е? Ако на овие прашања сте одговориле потврдно, ви честитаме, вие сте само свесни. Во исто време, исти сте како и сите други луѓе. Доколку имате чувство дека секогаш потсвесно го преиспитувате својот живот, обидувајќи се да ја предвидите следната работа за која треба да сте загрижени, следната можна закана за страв ќе имате право, тие навистина ќе се појават. Ние најмногу се плашиме од она што нашиот ум го согледува како најмалку веројатно закана, што не можеме да ја контролираме. Ако заканата ни се чини многу веројатна, не се плашиме од неа, одговараме реагирајќи на неа. Повеќето наши грижи не доаѓаат од една работа што не можеме да ја контролираме, туку од една мала, незначителна и малку веројатна работа што не можеме да ја контролираме. Тогаш зошто тоа му е потребно на нашиот ум? Не можеме ли само да уживаме во тоа што го имаме и да бидеме благодарни? До одреден степен, да. Но нашиот ум има потреба и од неволји и затоа инстинктивно продолжува да создава проблеми, дури кога реално ги нема околу нас. Човечкиот ум е жилав, антифрагилен, што значи дека станува подобар кога е соочен со разни непријатности. Како камен што се претвора во дијамант кога изложен на притисок, или како имунолошкиот систем што се зајакнува по повторено изложување на вируси и бактерии, така умот бара стимулација во форма на предизвик. Доколку негирате и отфрлате каков и да е реален предизвик во животот, вашиот мозок ќе го компензира тоа со создавање проблеми што треба да се надмине. Но на крајот нема да има никаква награда. Ќе останете само вие да се борите до крајот на својот живот. Опседнатоста со културата на јурење по среќа, само штитањето од нешто што ве вознемирува идејата дека животот е првенствено добар и дека секој предизвик со кој се соочуваме е грешка на судбината, всушност е она што ментално не ослабува. Штитењето на умот од какви било непријатности не прави поранливи и подложни на анксиозност, паника и хаотични состојби. Луѓето не можат да не создаваат проблеми во својот ум, често го прават тоа затоа што ја прекинале креативната контрола над своето постојање. Се префрлат на совозачкото седиште, мислики дека животот само им се случува, а не дека е производ на нивното действување. Кој не би се плашил кога би било така? Но она што повеќето луѓе не ви го кажуваат е дека маката ве тера да бидете креативни. Таа го активира делот од вас што често знае да биде пасивен. Тоа ги прави нештата интересни, а дел од нас сака да ги надминува нештата. Трикот е во одржувањето рамнотежа. Да изберете да излезете од својата комфортна зона и да истрпите болка за достојна причина. Свртувајќи се, например, кон реалните проблеми во светот, како што се гладот или лошите политики или што и да е друго.
Но најважно е да се остане ангажиран со она што можеме да го контролираме во животот, што е речиси се, доколку сериозно размислите за тоа. Жилавите, антифрагилните нешта имаат потреба од напнатост, отпор, неволја и болка за да се скршат и да се трансформираат. Ова го добиваме со длабока вклученост во животот, со бидување дел од него, а не плашејќи се од своите емоции, останувајќи на неговите маргини. Не може секогаш да останете таму, ниту пак го сакате тоа. Искористете ги предизвиците за сето она за што се создадени. Прифатете ги и почнете да живеете. Новата промена предизвикува приспособувачки шок. Од сите нешта што никој не ви ги кажува за животот, може би најмногу збунува онаа дека веројатно нема да искусите мигновена среќа кога ќе доживеете некоја позитивна промена во животот. Вистината за вашата психа е следнава. Се што е ново, дури ако е добро, ќе биде непријатно додека не стане познато. Нашиот мозок работи и на противречен начин. Тоа што ни е познато го сметаме за добро и пријатно, дури ако тие однесувања, навики или врски се негативни или деструктивни. Всушност, позитивните настани во животот може да предизвикаат депресивни епизоди. Тоа се случува од неколку причини. Прво, кревањето, а потоа паѓањето на расположението или однесувањето може да го зголеми стресот. Второ, очекувањето дека некој позитивен настан ќе го елиминира сиот стрес и ќе предизвика невидена среќа е деструктивно, бидејќи само еден настан ретко го прави тоа. Токму затоа, свадби, породување или нова работа можат да бидат неверојатни стресни настани. Постои премолчена претпоставка дека некоја врвна промена во животот би требало да биде наполно позитивна работа, а вознемиреноста и напнатоста би требало да ги снема. Вистински шок е кога ќе откриете дека не е така. Општо земено, се сведува на едноставниот факт дека сите постигнувања, остварувања или промени во животот без разлика колку се позитивни предизвикуваат промена. Промената предизвикува стрес. Ова особено важи за луѓето веќе предиспонирани за анксиозност и депресија, бидејќи концептот за комфортна зона е апсолутно неопходен за стабилизирање на расположението на личноста. Поради тоа тие често оставаат впечаток дека се прекумерно специфични, предпазливи, дека е тешко да се задоволат и дека се ограничени. Кои се знаците на приспособувачкиот шок? Шокот на приспособување може да се манифестира како едноставно засилување на вознемиреноста и раздржливоста. Меѓутоа често пати е многу покомплексен. Шокот на приспособување често се јавува како претерана предпазливост. Ако, на пример, остварите финансиска добивка, вашиот ум веднаш ќе се префрли на она што потенцијално може да го наруши вашиот напредок. Некоја голема сметка што може да искрсне од некаде или губење на работата која току-што се ја добиле. Ако сте во нова среќна врска, може да станете параноични дека партнерот ќе ве изневери или ќе ве лаже. Шокот на приспособување може да извади на виделина несвесна приврзаност кон нешто или некакви уверувања. Ако сте воспитани да мислите дека богатите луѓе се морално расипани, ќе се противите на имањето повеќе пари. Ако сте сакале да бидете познати за да бидете посакувани, ќе одолевате на јавниот успех, затоа што славните личности се почесто критикувани и се помалку сакани од просечните луѓе. Приспособувачкиот шок може да доведе до чувство на силен страв, зашто кога ќе успееме во нешто за кое премногу сме биле загрижени или долго време сме работеле да го постигнеме, инстинктивната реакција може да биде желба за самозаштита од потенцијална загуба, сокревање зидови и лично затапување на искуството. Често пати покажуваме најголем отпор спрема нештата што најмногу ги посакуваме. Тоа се случува поради приспособувачкиот шок, иако секогаш не знаеме дека токму тој го предизвикува отпорот. Страшно е да го добиеме сето она што го сакаме, зашто тоа не тера да се префрлиме од мисловниот концепт на преживување, начин на размислување што се темели врз страв на постабилен начин. Ако сме навикнати само на правење на потребното за да преживееме, тогаш сме соочени со следните фази на својата самоактуализација, односно сознавање на сопствените предности и недостатоци, ограничувања и очекувања. Доколку не сме веќе загрижени за основното преживување, нашиот ум е ослободен да се сврти кон поголемите прашања во животот. Која е нашата цел? Дали живееме живот што има значење? Дали сме тие што сакаме да бидеме? Често знаеме да размислуваме за големи постигнувања како за билет за полесно сноѓање во животот. Меѓутоа тие ретко се такви. Всушност се случува спротивното. Големите постигнувања не развиваат и унапредуваат, не соочуваат со поголема одговорност,
не тераат подлабоко да размислуваме за големи прашања, да го преиспитуваме и она што претходно сме знаеле дека е вистина. Всушност, големите постигнувања не притискаат да станеме се подобри и подобри верзии од себе си. Ова е крајно позитивно за нашиот живот, но може да биде исто толку непријатно каква што била и борбата, ако не и повеќе. Како да се совлада приспособувачкиот шок? Кога во вашиот живот се случува нешто позитивно, ќе треба да го приспособите својот начин на размислување за другите нешта, за да создадете усогласување и нова попрецизна и одржлива перспектива. Ако сте возбудени што имате повеќе пари, ќе треба да научите како подобро да ги трошите. Ако сте загрижени за судбината на врските, ќе треба да научите да ги разберете и да ги цените другите како никогаш претходно. Вашата голема промена во животот ќе ве натера на секој можен начин да преминете на повисоко ниво, а начинот на кој ќе го надминете почетниот страв од чекорење во непознатото е да се запознаете со него и да го разберете, да го направите дел од себе, нешто за што сте сигурни дека сте подготвени и дека го заслужувате. Видовитото размислување не е мудрост. Кога зборуваме за видовито размислување, не мислиме на професионалните гатачи што читаат од дланка и ги рекламираат своите услуги со неонски надписи, на луѓе што може да ги ангажирате за да ви ја проценат енергијата и за да ви ја предвидат иднината. Видовитото размислување е многу посуптилно. Таквото размислување значи дека препоставувате што мисли некој друг или што имаат намера да направат други луѓе. При тоа претпоставката дека најмалку веројатниот исход е и најостварливиот, бидејќи најсилно го чувствувате токму него. Тоа верување дека сте пропуштиле друг живот, пат што не сте го избрале, но кој можеби повеќе ќе ви одговарал. Тоа верување дека личноста со која имате најогнена врска е вашиот идеален животен партнер. Се разбира, луѓето не гледаат секогаш на ист начин. Нивните мисли, чувства и намери ни се во голема мера непознати. Најмалку веројатниот исход е токму тоа, најмалку веројатен исход. Не постои пат по кој сме можеле да тргнеме, тоа само замисла на нашите потреби и желби во друга фантастична идеја за тоа каков би можел да биде нашиот живот. Огнената врска не е врска на сродна душа. Љубовта и компатибилноста не се една иста работа. Видовитото размислување не одвојува од реалноста. На местото на логиката ги ставаме емоциите, оние што често се неточни, неверодостојни и целосно пристрасни кон она во што сакаме да веруваме. Освен што предизвикува непријатност, видовитото размислување е лошо за вашето ментално здравје. Од него се раѓаат анксиозност и депресија. Не станува збор само за тоа дека нешто не плаши или вознемирува. Проблемот е во тоа што веруваме дека мислата не само што мора да е реална, туку и дека ги предвидува идните настани. Наместо да се чувствуваме како да имаме лош ден, не тера да се посомневаме дека имаме ужасен живот. Ни кажуваа, верувај во себе, и почнавме да се споредуваме со пророци, мислејќи дека кога ќе ни се појави некоја особено провокативна мисла или чувство, таа сигурно знак за нешто што допрва ќе се случи. Факт е дека видовитото, спиритуалното размислување почна да добива сосема ново значење поради популарноста на поп-психологијата некаде од 50-тите и 60-тите години. Верувајте си, ви кажуваат гуруата, длабоко во себе ја знаете вистината. Тоа е неоспорно. Утробата ви е буквално поврзана со мозокот. Бактериите во вашиот стомак реагираат на подсвесната интелигентна свесност побрзо отколку што може вашиот ум. Поради таа причина вашиот стомак точно го препознава инстинктот, но кога ваков совет им се дава на луѓе што не можат да го разликуваат чувството во стомакот од чувството на страв или од некоја краткотрајна мисла што нема никакво влијание врз реалноста или врз нивните целокупни животи, тоа станува опасна практика во која тие целосно се заглавени и ограничени, зашто претпоставуваат дека нивните случајни чувства се реални. И не само реални, туку и дека се предвидување за она што ќе дојде. Спиритуалното размислување само низ од когнитивни предрасуди, од кои најистакнати се следниве. Потврдување. Во буквално секој момент, мозокот ви е преплавен со стимули. За да ви помогне да ги процесирате, вашиот свесен ум констатира околу 10% од нив или помалку. Вашиот подсвесен ум продолжува да им посветува внимание, запишувајќи ги некаде информациите што можеби ќе ви бидат потребни еден ден. Меѓутоа, она што одлучува што од тие 10% влегува во нашата свест е длабоко поврзано со она во што веќе веруваме. Нашиот мозок буквално работи на филтрирање на информациите што не ги поддржуваат нашите идеи и потоа на привлекување на нашето внимание кон нив.
Ова значи дека сме подложни на нивно потврдување, односно дека буквално бараме и си редуваме причини што го подржуваат она што сакаме да го мислиме. Екстраполацијата е проектирање на нашите сегашни околности во иднината. Тоа најдобро го опишал американскиот автор, модерен приврзаник на стоицизмот и експерт за PR стратегија Рајан Холидеј. Овој момент не е мојот живот, тоа е момент во мојот живот. Екстраполацијата не тера да мислиме дека сме збир на нашите минати или сегашни искуства, дека стресните фактори или видови анксиозност што моментално ги искусуваме се токму оние со кои ќе се бориме до крајот на животот. Не можејќи да прозреме еден актуелен проблем, препоставуваме дека тој никогаш нема да биде решен. За жал, ова може да стане само исполнувачко пророштво. Ако сме толку лесно поразени и исцрпени од помислата дека никогаш нема да ги надминеме своите проблеми, само ја зголемуваме веројатноста дека ќе обстојуваме со нив многу подолго отколку што е неопходно, наместо да се обидеме да ги решиме на логичен начин. Центар на внимание. Сите мислат дека светот се врти околу нив. Секој ден постојано размислувате за себе и за своите сопствени интереси. Тешко ни е да поверуваме дека другите не размислуваат толку за нас, тие размислуваат за себе. Ефектот на центар на внимание е она што се случува кога замислуваме дека нашите животи се многу важни, дека се на сеопшт показ и дека сите ги следат. Се сеќаваме на последните 2-3 застрамувачки нешта што сме ги направиле и замислуваме дека другите активно размислуваат за нив. Можете ли да се потсетите на последните 2-3 застрамувачки работи што ги направил некој друг? Секако дека не можете, затоа што не обрнувате внимание на туѓите грешки. Своето оставање во центарот на вниманието ни дава лажен впечаток дека се што се случува заради и поради нас, но не е така. Овие и некои други предубедувања во комбинација со видовитото размислување или идејата дека нашите претпоставки и чувства за светот ќе се пренесат во реалноста се штетни и главно неточни. Наместо да се обидуваме да предвидиме што ќе се случи, покористно да си ја насочиме енергијата на моментот, на бесконачното сега, би ја рекле мистиците, бидејќи вистината дека минатото и иднината се илузии во сегашноста и дека се што имаме е сегашноста. Наместо да го користите умот за размислување за она што предстои, обидете се да го подобрите сегашниот миг. Тоа е она што навистина ќе ги промени резултатите на вашиот живот. Логичките пропусти се причина за анксиозност. Најголемиот дел од тагобноста што ја чувствувате во животот е резултат на неефикасните вештини за критичко размислување. Може би си мислите дека вашата анксиозност покажува дека сте човек што премногу мисли и се опседнува со неверојатни застрашувачки исходи повеќе отколку што е разумно. Но вистината е дека сте човек што не размислува доволно. Ви недостига дел од процесот на расудување. Да почнеме од почеток. Анксиозноста е нормална емоција што секој човек ја доживува во одреден момент од својот живот. Обично кога околностите се стресни, напнати или застрашувачки. Кога анксиозноста е хронична и почнува да се меша со секојдневното функционирање, таа станува клиничко нарушување. Се разбира дека е важно за менталното здравје да се зборува со ист степен на оправданост како и за физичкото. Меѓутоа, исто како што ќе се прашуваме на што се сопнува некој што постојано го исчашува зглобот, така и преголемата анксиозност е посредна состојба како и многу други болести. Поточно, анксиозноста е најмногу резултат на неможноста да се обработат акутно стресни и актуелни околности. Доколку сакаме да се излекуваме, треба да научиме да процесираме. Ова важи за сите нас, не само за луѓето со диагноза. Една од карактеристиките на анксиозноста е брзото размислување. Бидејќи на некое прашање се сосредоточуваме многу длабоко и многу долго, предпоставувате дека за него размислувате многу темелно и дека доаѓате до најсоодветниот заклучок. Меѓутоа се случува токму спротивното. Доживувате логичен пропуст. Веднаш скокате до најлошото сценарио, бидејќи не размислувате јасно, а потоа го активирате својот одговор бори се или бегај, зашто најлошото сценарио ве тера да се чувствувате загрозени. Ова е причината зашто сте опседнати со таа една единствена застрашувачка идеја. Вашето тело реагира како да станува збор за непосредна закана и се додека не ја победите или надминете таа закана, вашето тело ќе ја работи својата работа, односно ќе ве држи во одбројбен режим, значи во зголемена состојба на свесност за непријателот. Што е логички пропуст? Помислете на нешто од што не се плашите. Можеби нешто што на другите луѓе би можело да им биде застрашувачко. Можеби не се плашите да летате со авион. Многумина се плашат. Можеби не се плашите да бидете сами. Многумина се плашат. Можеби не се плашите од обврзување. Многумина се плашат.
Сигурно можете да се сетите барем на една работа од која навистина не се плашите. Зошто не се плашите од неа? Затоа што немате логичен пропуст. Можете да се замислите како влегувате во авион и успешно излегувате од него без да се исплашите. Можете да се замислите како среќен самец или среќно обврзан во врска. Дури да се случи најлошото, можете темелно да размислите за целата ситуација од изложување на проблемот преку кулминација до заклучок. Знаете што би направиле. Имате план. Кога ќе доживеете логичен пропуст, кулминацијата станува заклучок. Замислувате ситуација, сваќате дека ќе ве фати паника и потоа токму затоа што сте исплашени, никогаш не размислувате за останатиот дел од сценариото. Не размислувате како да поминете низ тоа, што ќе направите за да одговорите на предизвикот и како на крајот ќе продолжите со својот живот. Кога би можеле да го сторите тоа, не би се плашеле од ситуацијата, бидејќи не би мислеле дека има моќ да ве докрајчи. Токму поради оваа причина, најчестиот третман за ирационалниот страф е изложувањето на него, со повторно воведување на предизвикувачот на стресот во вашиот живот на безбеден начин, можете да почнете поздраво и посмирено да размислувате. Во основа, самите си докажувате дека ќе бидете добро, дури ако се случи нешто страшно, што најчесто не се случува. Во секој случај, умствената сила не значи само да се надеваме дека ништо никогаш нема да тргне напаку. Тоа е верување дека доколку сепак се случи, способни сме да се справиме со тоа. Може би се уште ја немате таа самодоверба. Тоа е во ред. Тоа не е нешто со што сме родени. Тоа е нешто што го градите полека и со текот на времето. Тоа е нешто што го развивате со практикување, почнувајќи со решавање на мали проблеми, за да научите потоа здрави механизми за справување и ефективни вештини на расудување. А работата е во тоа што има милиони страшни нешта што може да ни се случат во животот. Тоа важи за сите. Поголемата блокираност со едно застрашувачко нешто во споредба со друго не се случува зашто заканата е веќе надвисната над вас или е поверојатна. Тоа се случува затоа што сме помалку убедени дека ќе можеме да најдеме соодветен одговор на неа. За да се излекуваме, не треба да ја избегнуваме. Треба да развиеме логика за согледување на ситуациите такви какви што се и соодветно да реагираме на нив. Многу често, нашиот најголем страф не доаѓа од она што фактички се случува, туку од начинот на кој размислуваме за него. Со правилниот начин на размислување се ги враќаме емоционалната слобода и моќ. Погрешно изведените заклучоци ве спречуваат да успеете. Доколку сте запознаени со класификацијата на телото, веројатно ви се познати поимите ендоморф, мезоморф и ектоморф. Иако сите всушност сме некаде во спектарот на овие три типа, што значи дека степенот на застапеност на секој од нив варира, карактеристиките што стандардно ги имате се вашиот примарен тип на тело. Ако сте ги проучувале овие типови, знаете дека ендоморфните тела често се поврзуваат со зголеменото задржување на маснотии. Се препоставува дека овие луѓе имаат најлош метаболизам, но тоа е погрешно. Всушност, ендоморфите имаат најдобар метаболизам од сите. Денес тие се живи затоа што нивните предци соодветно се приспособиле за да преживеат. Нивниот метаболизам го прави токму она што требало да го направи, складира масноти за подоцнежна употреба. Нешто слично се случува со високо интелигентните луѓе кои доживуваат високо ниво на анксиозност. Можеме да препоставиме дека штом се толку умни, овие луѓе би можеле успешно да ја користат логиката за елиминирање на нелогичните стравови. Логичките пропусти, односно неспособноста за адекватно расудување, често пати предизвикуваат анксиозност. Меѓутоа, нивниот мозок го прави токму она што е потребно. Ги собира неповрзаните стимули и ги согледува како потенцијални закани. Луѓето со висок коефициент на интелигенција имаат една психолошка функција што другите ја немаат, а таа е способноста да заклучуваат. Тие можат да извлечат значење и разбирање од нешта што другите просто ги прифаќаат такви какви што се. Затоа луѓето со екстремно висок коефициент на интелигенција честопати се мачат со основни работи како што се социјални вештини или водење автомобил. Таму каде што другите го гледаат светот како еднодимензионален, високо интелигентните го гледаат како тридимензионален. Тие често размислуваат подлабоко отколку што е потребно. Тоа им дава способност да создаваат, да разберат и да смислат стратегии и да измислат нешто ново. Исто како што одличниот метаболизам на ендоморфот може да работи против него, така и мозокот на високо интелигентните личности може да работи против нив самите. Така е затоа што понекогаш прават нешто што се нарекува погрешни заклучоци.
Тоа се случува кога од валидни докази ќе се направат заблуди, предрасуди и неточни претпоставки. Кога сте многу вознемирени, често пати од неопасен стимул извлекувате некакво значење или предвидување. Кога сте исплашени, вашиот мозок работи во пета брзина за да го согледа тоа што потенцијално може да ве повреди и потоа досетливо смислува начини како целосно да го избегне тоа искуство. Колку сте попаметни, толку подобри ќе станете во тоа. Меѓутоа, колку повеќе го одбегнувате стравот, толку тој се продлабочува. Што е погрешен заклучок изведен од познати факти? Погрешен заклучок е кога врз основа на валидни докази ќе дојдете до неточен заклучок. Со други зборови, тоа што го гледате, искусувате или разбирате може да е реално, но претпоставките што ги изведувате од него или не се реални или се многу малку веројатни. Еден пример е избрзаното воопштување, кога врз основа на едно или две искуства што сте ги имале, изнесувате тврдење за цела една група луѓе. Оваа пристрасност се наоѓа во основата на расизмот и многуте предрасуди. Друг пример е последователноста, кога претпоставката е заснована врз тоа дека штом две нешта се случиле во исто време, тие мора да се поврзани дури ако не се. Лажна дихотомија или дуалистичко сваќање за поделба на поимите се случува кога претпоставувате дека постојат само две валидни можности, иако има уште многу за кои вие едноставно не сте свесни. Пример за ова е кога шефот ќе ве повика на состанок во 4 очи и вие ќе претпоставите дека постојат само два можни исхода, отказ или унапредување. Лизгавиот терен, да си поиграме со зборовите, е уште еден погрешно изведен заклучок со кој претпоставувате дека еден настан ќе предизвика низ за други, дури ако тоа сосем сигурно нема да се случи. Овие се само некои многуте начини на кои вашиот мозок може да ве изневери, и ако има намера да ве држи будни и свесни, заканата понекогаш станува пренадуена. Не можејќи да ја открие разликата, вашето тело сепак реагира. Како да го поправиме тоа? Поправањето на погрешното изведување заклучоци започнува така што прво ќе станете свесни дека го правите тоа. Во повеќето случаи, штом ќе сватите дека размислувате во лажна дихотомија или правите избрзано воопштување, престанувате. Станувате свесни што се случува и се откажувате. Потребно е време да го истренирате својот мозок автоматски да престане со тоа. Размислувајте за својот ум како за пребарувач што автоматски ги внесува вашите податоци. Ако се работи за нешто што сте го внели многу пати во текот на годините, по кратко време повторно ќе се појави. Мора да работите на постојано додавање нови мисли, опции и стимули за да го промените она што нормално се појавува. Ова не само што е можно, туку и неизбежно, затоа што вие постојано се приспособувате. Вашиот мозок ќе почне да ја преориентира вашата комфортна зона и на крај ќе му стане природно да размислува логично, исто како што некогаш размислувал драматично. Ќе ви биде исто толку природно да бидете мирни како што сега сте анксиозни. Потребна е свесност и потребно е време, но секогаш е можно. Загриженоста е најслабиот одбранбен механизам. Руминацијата или преокупираноста со негативни мисли е родното место на креативноста и контролира истиот дел на мозокот. Таа е невролошката причина за постојање на стереотипот за депресивни креативци. Секој уметник ќе ви каже дека најтешките времења во животот му биле инспирација за најиновативните дела. Но она што нема да ви го каже е дека кризата не е неопходна за да се функционира. Па се разбира дека не е, си велите сега. Кризата не е лошото можно сценарио. Ако кумина од нас сепак се во состојба на паника поради стравот дека тоа најмалку веројатно сценарио би можело да стане вистина, колкумина од нас обидувајќи се да се заштитиме од паника, создаваме криза од нашиот страв и тоа секојдневно, не сме само мазохисти, ние сме многу интелигентни, несвесно функционални суштества. Нашиот мозок разбира нешто, дека доколку ги замислиме своите најлоши стравови, можеме да се подготвиме за нив. Иако одново и одново размислуваме за нив, можеме да се чувствуваме заштитени на некаков начин. Ако сме подготвени за бурата, таа не може да не повреди, но сепак може. Претераната грижа не е мана. Немате послаб карактер само затоа што не можете едноставно да престанете и да уживате во животот. Загриженоста е подсвесен одбранбен механизам. Таа не обзема кога нешто ни значи толку многу што сме исто толку исплашени дека може да не повреди, па затоа се подготвуваме да се бориме за него. Што е сосем спротивно на вашиот страв? Она што го сакате. Тоа е она што го сакате толку многу што би направиле најлуди работи за да го одбраните.
Нема ништо лошо во тоа што размислувате на овој начин, но нема ништо лошо ни во тоа што сте подготвени да тргнете во нова насока. Факт е дека грижата не ни заштитува на оној начин на кој мислиме дека може. Не можеме да го победиме стравот. Загриженоста не прави почувствителни за безбројните можни негативни исходи. Таа го насочува нашиот мисловен процес кон очекување, барање и смислување најлошо сценарио. Доколку дојде до криза, ќе почнеме да паничиме, бидејќи нашиот мозок и телото веќе долго се подготвувале за оваа епска војна. Кога не би мислеле толку претерано на овие стравови и не би ги замислувале предходно, не би биле толку погодени ако тие и навистина се случат. Би ја согледале ситуацијата такава каква што е и соодветно би реагирале. Така се формира страшен и опасен циклус. Штом речиси, ќе се разболиме од грижа поради нешто што е целосна заблуда и тоа нема да се случи, затоа што се разбира никогаш и не требало да се случи, почнуваме да ја поврзуваме грижата со безбедноста. Гледате, толку пати темелно го промислив ова што можеш би да го избегнам, но поточно тоа воопшто не се случува. Со самото тоа што ќе кажете некому да престане да се грижи, го зајакнувате неговиот импулс да се плаши, зашто барате од него да го спушти гардот. Не е никаков одговор да се направите уште поранливи кога и без тоа сте на работ. Наместо тоа треба да најдете поинаков начин да се чувствувате безбедно. Наместо да трошите време замислувајќи колку ќе паничите доколку дојде до таква и таква ситуација, замислете како некое трето лице би се справило со таа ситуација доколку е на ваше место. Замислете ја завршницата, можеби дури разгледувајќи ситуацијата како можност да создадете нешто што инаку не сте можеле. Наместо да трошите време повлекувајќи се себе си својот живот поради страхот од потенцијално соочување со некакви тешкотии, работете на развивање на својата самодоверба и знајте дека дури да не успеете нема да бидете осудени, прогонувани или омразени како што се плашите. Наместо да го трошите животот, обидувајќи се да го видите следното нешто за што треба да се грижите да го надминете, научете да преминете во нов модел на размислување, кога препознавате дека не треба да го балансирате лошото со доброто за да живеете исполнет и добар живот. Стабилноста и целосноста, здравјето и виталноста се ваше право стекнато со раѓањето. Дозволено е да имате се што сакате. Дозволено ви е да живеете во мир. Загриженоста е многу основно и примитивно чувство. Таа ја исполнува длабоката потреба во нас да се чувствуваме како да сме победиле, а со тоа и дека сме заштитени и спасени. Сепак во исто време, неспокојот и непријатноста што ни ги предизвикува се повисок аспект на самите нас, што ни кажува дека тие не се неопходни и дека фактички не попречуваат да бидеме луѓето што сакаме и треба да бидеме. Има подобар начин да го заситите својот емоционален глад, а тоа не е борбата со самите себе за својот внатрешен мир.